Добра вечер во 24 отворено, вечерва во малку поинакво издание од она што сте навикнати да го гледате, но тоа ќе ви се допадне, сигурен сум. За неговиот лик и дело може да се напише цела биографија. Тој е еден од најголемите пејачи на овие простори. Мај е негов месец, роден е на 30 мај 1951 година во Сараево. Татко му бил полициски офицер, а мајка му домаќинка. Во младоста се занимавал со спорт, фудбал, бил голман, но и со атлетика. Своевремено на сојузното надпреварување во Југославија го освои второто место. Атлетиката е ден денес нешто кое го практикува, трча наутро. Спортот го менува за актерство за на крајот да се пронајде во музиката, иако тоа првично му е само хоби. Во 73-та година ја представува Југославија на Евровизија, но не така успешно. Без разлика на сето она што го следело, вечерва го најавувам во студиото на 24 отворено господин Здравко Чолич. Добра вечер, добре дојдовте. Драго ми е што сте ме позвали. Поздравljam sve vaše gledalce. Evo, drago mi... Ке имаме шанса да поразговараме, да ги најавам и другите луѓе што се тука во студиото. Вера Јанковиќ, нас познат диџеј и водител, одличен познавач на музичката култура во Македонија и пошироко. Добра вечер и за вас. Добро вечер и чест ми е да бидам во вакво едно елитно друштво, еден багаж, едно искуство, легенди со кои што уживаа луѓето своевремено на бившите југословенски простори и сега за нашите македонски. Мислам дека многу ќе се научи и ќе се ужива. И ќе биде кратко времето, чест пак ќе кажем, имам предност. Фала ви многу. Сите на свој виден начин бардови во своите области во вечерва во студиото на телевизија 24. Драган Б. Костич, имам чест да ви го представам, иако тој ви се представува секоја недела токму преку оваа телевизија. Драган, наш познат музички новинар, доајен, да речем. Добро вечер. Со една особеност, почнувајќи го се тоа, не знам колку пати со Здравко Чолич сум бил на разноразни манифестации, заедно учествувајќи, најчесто јас како водител, но за сите овие години ова е прв пат да седнеме на маса да одговараме или разговараме. Обично тоа било јас сум прашувал како водител, а тој учествувал како изведувач и посебно ми е драго што е во ваква ситуација. Јас со Вера сме тукашни и често се среќаваме, така да верувам муабетот ќе биде интересен. Вака заедно. Да, ви благодарам. Once in a lifetime. Чолич, денешните простори на овие некогашни простори на поранешна Југославија, сите живеат едно современо политичко милје денеска. Ако треба да направиме разлика меѓу оние вредносни судови што порано постоја и овие сега, кога би одбрале вие да живеете и да творите повеќе? To je vrlo teško pitanje, ono što smo stariji, pa onda svi volimo neko vrijeme koje je prošlo, jel tako? Sjećamo se nekog vremena koje, kad smo bili mlađi ili koje je imalo neku drugu vrijednost i tako. Ali svako vrijeme ima svoje dobre i loše strane. Dakle, mi ne možemo reći da je ovo sad vrijeme, ne znam, vrijeme velikih ekonomskih problema i tako dalje. Bilo je to i ranije. Međutim, živjeli smo u jednom sistemu jednakosti, koje nije bilo velikih razlika među ljudima i tu smo stvorili neke vrijednosti koje danas ne postoje. Dakle, vrijednosti druženja, ljubavi među ljudima. Imali smo materijalno, imovinski slično, niko nije bio bogat pa da je imao više od tebe pa da ti budeš zavidan, ljubomoran, nego smo tu jednu jednakost, nije to komunistička jednakost, nije to nešto što je potrebama nego je to jedna vrijednost socijalistička koja jednostavno poslije tih velikih perturbacija Drugog svjetskog rata i svega toga i djelomično autoritarnog režima koji je vladao, bez obzira što je drug Tito nama dao pasoše pa smo svi mogli da odemo gdje hoćemo, postojala je jedna ipak autoritarna socijalistička priča u kojoj smo mi bili dosta jednaki, ali gdje smo imali neke druge socijalističke vrijednosti koje su činile da budemo mnogo bliži jedni drugima nego što je kao ljudi i u razredu, recimo i na fakultetu i govorim u školstvu, pa u zdravstvu, pa da budemo mnogo bliži jedni drugima i mnogo više brinemo jedni za druge u odnosu na danas. Ja bi to uzeo kao jednu osnovnu razliku u toj ljudskosti i u toj emotivnom približavanju. Ja idem kod vas na ručak, vi kod mene dođete. To je danas
Jedino kad te neko pozove na slavu ili negdje, zavisno ko šta, ili rođendan. Ali ta jedna uobičajena ljudska priča koja je nekad postojala, danas mislim da nam to sad fali. Ja bi to napravio kao razliku. Danas su i materijalne razlike u društvu mnogo veće. A sistem kao sistem, društveno-politički, to je nešto što je sada nije predmet razgovora, naravno ne postoji to više kao što je nekad bilo. Tako da bi ja taj ljudski faktor, taj emotivni i možda čas jače školstvo izraelsko i jednu srednju klasu koja je u tom momentu bila mnogo jača nego danas, ovako izdvojio kao neke prednosti nekadašnje u odnosu na današnje. Današnje je čovjek prepušten samo u sebi, neko bolje radi, neko je milioner, neko je milijarder, neko ne samo na Balkanu nego i šire. Imate ljude veće sirotinje, slabiju srednju klasu, borbu za vlast. Vlast je danas ta koja prejudicira na to da budete i bogat čovjek, jer je to prirodno što vuče vlast sa sobom, što nekad nije bilo. Tako da, pitanje je samo segmenta o kojem govorimo. Ali ovaj emotivni, nekad i sad, ja bi to izdvojio kao jednu priču koja nas je možda nekad više spajala, a danas nas malo razdvaja. A opet spaja. Благодарам, но имам едно чувство дека денеска во таа трка по пари, по статус, по моќ, по влијание, луѓето забораваат на човечките вредности, на алтруизмот и некои дури газат преку лешеви, како што се вели, за да успеат. Јанковиќ, што кога би ги споредиле оние вредности за кои зборуваше до сега Чолич и овие што сега владеат, веројатно има разлики, некои од нив подобри, некои полоши, меѓутоа, дали сте сепак носталгични за некое старо време? Нормално, човек кој што се уште го чува дома југословенскиот пасош, размислува така. Значи, за мене постои феноменот на музиката. Значи, музиката е единствениот мост меѓу она што било духовно и што уште е, и она што е материјално. Значи, духовното останува е најдлабоко, материјалното сега пресликано кај мене и кај луѓе што работат, што седат до мене, затоа што тоа екзистираме и го споделуваме со другите луѓе. Музиката како феномен ме носела тогаш, ме донесе во ова време и се надевам дека ќе останам понатаму. Мене ни една политика не ме интересира во животот, единствената политика во која што верувам, обично сум се со аполитична, е музиката. И нормално е дека сум носталгична, лажат тие што ќе кажат дека не се носталгични, аман со тој ju pop rock. Јас како диск-џокеј кој ќе седнам на пулт, во самиот старт знам дека луѓето ќе ми побараат Азра, ќе ми побараат Електрични оргазам, ќе побараат Здравко Чолич, значи глава луда, певам данју, певам ноќу. Дефинитивно одат во секоја шпалта, значи во секој распоред на нешто и сваќаме дека сите сме носталгични и дека без тие блокови од 30-60 минути нема предвижување. Значи, музиката, како најјака уметност со незиниот сегмент на пренесување на емоција, се уште ги спојува и за жал не ги раздвојува луѓето. Проблемот е што немаме... Благодарам. Малку да имаме само со времето ова. Одиме, Драган? Па, носталгијата. Носталгијата постои кај секој од нас. Ако погледнете наназад, не се работи само за ju носталгија. Не се работи во музиката за ju носталгија, се работи најверојатно и општествено и социјално на некои други времења кои ги живеале за убаво и субаво. Но ако погледнете што минатото оставило како белег во изминативе, да кажеме 40 на години, кој ќе видите дека големите звезди од пред 40 години се и ден денес. Замислете ја сцената кога ќе си замине еден ден еден Ерик Клептон, кога ќе си заминат еден ден големите од 60-те години кои траат и ден денес. Значи, новото време продуцира музика која трае денес, утре веќе нова и друга. Не верувам дека таква носталгија, како што владеела некогаш и за некој друго време, ќе може ова време сега, без оглед колку што секој вели, моето време е најубавото време. Неретко се среќавам со луѓе кои ќе ме сретнат без оглед на годините и ќе ми кажат: се сеќаш ли на нашите времења? А тој човек е безмалку е 20 години помлад од мене. Вели за нашите времења. Значи, секое време си носи свое, така што она време некогаш и ова време сега има разлики. Добро рече Здравко дека секој човек треба да се обиде да се најде во новото време. Мене, например, она време ми овозможило да бидам во една професија да се искачувам. Но ова време ми овозможува
таа професија да ја усовршам и да ја представам на начин на кој што јас сакам, а не кој што институцијата во која што си ти наложува да ја сакаш. Значи, секое време сепак носи свое, секој има право да има верба и желба за некој минато. Чолич, Друже Тито, ми ти се кунемо, беше песна која ја знаеше скоро секој. Која би беше целта со оваа песна во тоа време? Kako mislite na... Кој е био ваш cilj? Šta ste htjeli da postignete tom Naime, pesmom? ja mogu kratko to ispričati, malo je događaja. Dakle, u to vrijeme su bili vojni festival u Beogradu i svaka republika je pravila, država današnja je imala taj revolucionarni festival, jel, kao... I ja sam bio negdje u Dubrovniku, zvao me Đelo Justić, čuveni producent, kompozitor iz Dubrovnika, moj drug. I onda kaže, pošto Zagreb nije imao jedan veliki festival, 77. godine je ustanovljen u Lisinskom te godine i sljedeće, festival revolucionarne pjesme. Ja sam bio u Dubrovniku, Đelo me pozove i kaže, imam pjesmu, ako bi volio da pjevaš, napravio je melodiju Đorđe Novković, a tekst je Mira Alečković, čuveni pjesnik. Pjesma se zove Druže Tito, mi se kunemo, ali kaže, moraš večeras do 10 sati doći u zagrebački studio. Sad ja imam 3 aviona iz Dubrovnika za Zagreb, sad sam ja tu nekim svojim poslom. Negdje je jesen tu, novembar, tako. I ja, naravno, nisam nikad pio u Zagrebu. Ja sam bio u drugim nekim revolucionarnim, pošto se pjevalo, jer tako je vrijeme bilo. Raznorazni ti festivali i armijski i revolucionarni. I meni je to bilo zanimljivo, pogotovo što je Đorđe mene nazvao moj prijatelj, čijih pjesama zna tu Kostić. Sam ja malo pjevao u karijeri, koji je bio veliki hitmaker, nekoliko sam imao. Tako da, pošto mi je Đorđe, kojim sam ja jako ga volio, pokojnije, predložio to, ja sjedim na avion, dođem u Zagreb, to večer snimim u Radio Zagrebu tu pjesmu i to tako ostane. Izvedemo mi to za mjesec dana u tom festivalu u Zagrebu i pjesma je tako stajala na LP-u koji je to Jugoton izdao, dok nije došlo tu da se malo Tito razbolio i da se ta tenzija oko druga Tita malo i te njegove bolesti razvijaju. I tu je odjednom ta pjesma od svih onih revolucionarnih polako kao jedna vrsta himne, jedne epopeje, počela polako da izlazi u neki komercijalni, i kad je Tito umro, ništa se nije prodavalo od diskografije, samo je ta singlica cijeli Jugoton izdržavala, koji je kasnije prodan, taj singl 700.000 primjeraka. I kaže meni profesor Majnorić, koga Dragan Kostić zna, kaže, Čolić, izvadio si nas s ovim, jer bez mog dopuštenja ne bi mogla da se napravi singlica u Jugotonu. Da izađe to kao pjesma, B strane bila Titovim putem, čini mi se isto jedna pjesma sa Vojnog festivala armijskog u Beogradu. Tako da je to slučajno izašlo kroz to i poslije, prije što je Tito umro godinu dana, prije toga izveo sam prvi put tu pjesmu kad sam bio u vojsci na Brijunima, gdje je Tito govorio poslije čestitke novogodišnje, je prišao nama svima izvođačima, tu sam ga ja poljubio, neka isto djevojka pored mene, pjevačica ga je poljubila s kaminom pa ga čistila, a on kaže, navikao sam ja. To i tako, dakle, i tu je prvi put čuo izvođenje te pjesme i dopalo mu se. Kasnije sam, ne znam, to se počelo emitovati kad je Tito umro u kasarnama i ta pjesma je izašla kao, kažem, spontano, je li ovo odgovor na pitanje, jer je bilo vezano za taj festival revolucionarne pjesme. Da sa tvoja puta ne skrenemo. Pa tako je bilo vrijeme, jel? Dobro, ko je skrenuo, ko nije, to je sad vrlo lično. Ова ве прашувам затоа што музиката, нели, има силна моќ, нели, да... Pa to je himnična pjesma, ona je napravljena da bude neka vrsta himni. Да, но таа низ посебни стилови може да се најават и разни политички трендови. Значи, ние сме биле сведоци како музиката освојува и успејува да наметне политички трендови. Kad je štafeta bila ili ne znam ovo, kad je neka... Zato тоа се почнуваше. Ja, to je bilo kasnije nekoliko godina vrlo intenzivno sa tom pjesmom. Да, но тоа никогаш повеќе не може да биде искористена, освен во некакви прилики, во ваков некој разговор, но не верувам дека може да живее на било кој друг начин, што не е случаи со други песни и во Македонија креирани исто така, имаше и овде револуционерен фестивал. Еден куп песни се оставени во магазините доле на Македонската радио телевизија кои може би се уништени веќе. Сите тие револуционерни песни кои биле сликани едно време, за жал не постојат. Ова е еден од ретките примери на песна која постои ден денес. Тоа е историја. Постои, да, но дали ја изведувате понекогаш?
Pa ne baš. Pa ne baš, nije to nekad. Nema kada. Pa ne, znate kada. Može pogrešno A bi kako da nema shvatim, a? nostalgičnog Pa ne, na lijeka, primjer, nema ispred jučer sam bio u jednoj emisiji gdje je voditeljka pitala, pošto negdje je bilo nešto, sam ja pjevao u Jagodini, do je kickbox meč bio između Srbije meni je simpatičan i drag čovjek koji se zove Palma, on je inače rukovodilac, gradonačelnik i inače koalicijno partner socijalističke partije i tu je bio potpredsjednik vlade Srbije, šef diplomatije Ivica Dačić, koga ja znam godinama, koja je socijalistička partija i u jednom momentu on inače ima taj šlagvor, svi ćete vi pjevati, godine su prošle pune muka, to on kaže o ovim velikim skupovima sa Balkana i tako dalje. I onda on krene tu i mi onda to pjevamo kasnije, ne znam je li to na YouTube ili nije bitno. Ali bilo je u Kumanovu, ali ne kažemo druže Tito, mi se kunemo, nego je Zoki, naš Cic, bio gradonačelnik i sad tu je neka ekipa poslije mog koncerta koji sam ja pjevao na Ploštadu, kad je Ploštad napravljen popločan u Kumanovu, onda bili smo u kafani, sad na primjer pjevamo isti tekst, ali kad dođe refren, onda promijenimo i uzmemo druže Zoki, mi se kunemo ili negdje. Ne, ali to kažem nije u kontekstu nekog sad, nego je to više onako zabavna priča. Ali kažem, ne postoji tu, što kaže Dragan, više je to zaboravljeno, ne postoje te prilike izuzev za ljudi kojima to puno znači, pa oni sami nekad... Da, u nekoj pomalo društvo ili tako. To može biti vezano, recimo, za Brione. Jednom smo sjedili na Brionima i sad obično Dalmatinci vode, pošto je drug Tito vezan za Brione i to znamo kao delegacije svjetske, sve tako. I sad je dan Brijuna, sad vatrogasci prave jedan divan onako ručak i to su naši prijatelji. Ja često odem tamo i kad je u Puli, kad je taj dio rijeka i tako, gdje se onda obično odem porodično malo jer je mir, tišina je lijepo otići. Komercijalno otvoreno, naravno to su stari hoteli, nije ni bitno. I sad je taj ručak bio, neki naši prijatelji prave tu, to je malo jagnjetna leša, jagnjetna pečena, ovako, onako, salate i to. I sad u jednom momentu Rade Šerbeđa kaže, ide pjesma. A ja mislim, uvijek u Dalmaciji, kad god se završi ručak, mora ići riba plete mrežu svoju. I sad zašto mora uvijek poslije ručka ići neka vrsta, ne znam, neke narodne ili već kakve dalmatinske, iskarske pjesme. Međutim, Rade misli, pošto je drug Tito vezan za Brione, da ide, druži Tito, mi se kunemo i tu smo mi to otpjevali, ali to je više onako u tom nekom simboličnom smislu Brioni, drug Tito, jer inače ljudi dolaze da vide, ne znam, sve te ambijentalne stare stvari koje su vezane za Brione i tako dalje. Dakle, vrlo rijetko odgovor, ali eto, desi se nekada to bude više simpatično nego što ima neku svoju funkciju. Zdravko, to je otvorena knjiga, kao lektira. Znači, muzika je lektira. I ti go čitaš šta. I ne može da dobije nikakva konotacija, osvem normalna, potentna, momentna emocija. Ja čitam toj period. Da li je izbrano društvo ili... Всеки može da go oboji to, kako saka. Ma to je jedan kufer со емоции, со животни приказни, со се тоа што еден човек го створил и го однел и вредно е за почит. И не гледам зошто тука некаде би имало проблем. Ми личи на изводок од книга, која си ја прочитал. Целата книга ти се допаѓа. Ама еден посебен изводок, сакаш да го читаш, секогаш кога сакаш да се потсетиш на убаво време. Тоа е таа песна која... Ја ги запишувам во... Меѓу своите отпееш, нема да отпееш меѓу туѓи. Znaš kako, Dragane, obično te ljudi pitaju da li ti sad nešto, kako ti gledaš na to. Ja uvijek kažem, svako vrijeme ima to koje svoju umjetnost, svoju tradiciju i sve što je bilo. Mi ostavimo to u tom vremenu, ne moramo ga sada ponovo izjašnjavati se o njemu i nemamo ništa protiv toga. Da li ti sad se kaješ radi ovog, radi ono, da li ti imaš mišljenje drugačije. Svako vrijeme ima svoje vrijednosti. Ostavimo ih tamo, ostavimo ga tamo u tom vremenu. I svoja muzika. Така, сега е непоимливо, например, да се направи песна за, не знам, за Никола Груевски, за Александар Вучич, за Зоран Заев, за Мило Ѓукановиќ или за некој од лидерите балкански. Тоа би било веднаш осудено од огромен дел од јавноста. Тоа денеска не би функционирало така. Не, сигурно. Samo veliki istorijski događaji. Тоа сакам да кажам. Oni rađaju velike ličnosti. Ne možete vi velike ličnosti u miru gdje se ne dešava ništa stvoriti. Možete dobre predsjednike, dobre premijere, dobru ekonomiju, pametne ljude koji rade, uključivanje dobro, ali ne možete vi velike ličnosti stvoriti bez velikih istorijskih događaja koje prethodne tom nekom izboru. To je nešto što se dobije nasljeđem.
to je moj stav, jer ja istoriju i geografiju fantastično poznajem i to mi je hobi. Tako da ne možete vi stvoriti sada nekog dekretom, izborima. Ne, ti ljudi se rađaju kao proizvod vremena u kome su se neke velike svjetske turbacije, pretumbacije dešavale. Mislim, to je moje mišljenje. Nije što mnogo brzo se dvižat денешните нешта, да може да создадеш лик низ песна или инспириран од секојдневието, кој ќе трае во наредниот период, за наредниот мандат на некаков си обштествен раководител, да речем. To je varijanta, to je moguće. To je popularno, da. Сега кога би била ангажирана. Може за пари сега и учествуваат на партиски митинзи пеачите и го прават тоа што... Пазите, upravo je to sad pitanje. Како гледате на тој феномен, да? A to je potpuno normalna stvar. To kod nas ne postoji, jer te ljudi vežu od nas za određenu političku partiju da si ti njihov simpatizer. Naprotiv, ti Katy Perry pjeva za demokratsku stranku za pare ili iz ubjeđenja. To je sad njena stvar. Ali ne po dekretu. Možda žena iz interesa to radi. Ili ne znam, imate u Americi normalnu agitaciju i u republikanskoj i demokratskoj stranci. To je jedno vrijeme u Hrvatskoj vrlo dobro rađeno. Sad tu ne vidim toga. Pjevači su pjevali za određene stranke gdje su plaćani kao veliki honorar, što je sasvim okej. Vi pjevate kao da imate koncert na trgu za neku stranku. A ko će biti tu ispred, da li će biti samo simpatizeri ili fanovi koji vas vole, pa se to mnoštvo uvećava ispred na trgu negdje gdje je ili već održava se to. To je komercijalna stvar. Dakle, zašto neko ne bi pjevao za 4 stranke? Ako je plaćen, to nema veze s njegovim... ne može. To je malo... pa ne, ako je... Plaćanje je malo čudno. Zato ne, evo... Pa dobro, vjerovatno neće biti angažovan za 4 stranke. Može od jedne biti. To je tačno. Odmah je problem. Znači, to je tačno. Ali kažem, to je vrlo... U današnje vrijeme komercijalna priča. To može biti nekom iz interesa da je neko opredjeljen za to, a neko može iz komercijalnih razloga da radi. Da vi raskažem, nakуса сторија која е врзана за ово пред многу години. Значи во време кога човек сепак и покрај можните слободи, секогаш во главата имал некаква кочница да не направи нешто што ќе предизвика општествена осуда на она што го работи. И нема да биде понатаму ангажиран за нешто друго. Да, никаде, особено национална телевизија, која што беше македонска радиотелевизија. Дојдов на идеја пред, велам, негде 70-ти, крај на 70-ти години, во Америка, каде што на секои избори, секој од големите странки, двете странки, нели, па и помалите кои екзистираат од време на време, имаат ангажирано најголеми пеачки имиња. И јас направив една емисија во која што објаснував како тоа оди тамо, и мојот уредник, кој беше моште широк и отворен човек, искусен, рече: Драган, ова мора да го слушне главниот и одговорен уредник. Кога ми спомна, значи во хиерархија како тоа оди, реков: не мора да оди емисијата. Подобро да не ја слуша он. Не, овој инсистираше, го викнавме човекот кој треба да ислуша. Јас бев исплашен како голуб на гранка, кога врне, ја ислуша емисијата еднаш и рече: ајде уште еднаш пушти ја. И ја реков, не се поздравив дома со родбините и блиските, отидов ја на некој нов Голи оток, ја ислуша и рече: да, ова е вред и ова ни треба, и ова да оди на прва програма и да му даеш двоен хонорар. Значи, сакам да кажам дека ваквите емисии кои изборуваа за избор на песни во различни периоди, никој не ги осудувал во Америка. Ако авторот не ти дозволи, има нешто против твојата партија, не ти дозволи да ја користиш неговата песна, не смеш да ја користиш. Но можеш да пееш за било кого и никој да не те стави во купче со нека партија. Таму да. Што ви рече Здравко? Добро. Платиме, тоа е. Овде не. Моето размислување. Заедно сме работеле во едно радио кое е било некако обоено. Ние не сме знаеле зашто мене ми е работа како музичар пред се и како диџеј да ја споделувам музиката. Значи јас сум родена со музика, живеам со музика и ќе умрам со музика. Јас кога спијам, работам со музика. Мојата работа е да ги радувам луѓето и да го споделам тоа што го знам. Некој се загнал да ме обои политички затоа што тоа радио припаѓало на некој си и доколку јас се приклучам во некоја кампања, нормално е дека сите работиме за пари. Пееш за пари, полниш стадиони, јас имам своји фанови, Драган, нормално познато. Исплашена сум, јас ке бидам искрена како и секојаш, исплашена сум да се поврзам во караванот, како една алка од Синџирот, затоа што некој ќе ме вметне таму и ќе ме тргне комплет. Значи,
верувај дека може да. Тоа се тие разлики може што да се случи. за кои што изборуваме Иако и ги кои што слушам моите колеги редовно дебатираат, во ова политизирано општество, тоа се редовни појави и се појавуваат. поставуваат И за тие жал, прашања, да. ние преку ваквите настапи, преку музичките и другите вредности треба да ги обединуваме луѓето. И односно вие кои што сте во таа сфера. Да правиме фракции. Кој што вика Здравко, не треба да искористиш простор. Колку чувствувате дека ги обединувате луѓето на вашите концерти кога се појавуваат? Pa to je svrha ovog posla koji se mi bavio, ako mislimo na istu stvar, je objedinjenje svih ljudi koji, jel tako, koji na neki način publike koja voli tu određenu vrstu muzike i to je nešto što je u čemu je poenta. Nije materijalna stvar, dođe čovjek živi od neke zarade i tako dalje. Ali ovdje je bitno da određena vrsta muzike privlači jednu široku publiku, na neki način i 4 generacije, 3, zavisno koliko je to normalno u ovoj vrsti muzike. Tako da je poenta ta, ali to je ljubav prema publici i to je određen broj tih svojih pobornika koji imaš inače ova vrsta muzike. To je svrha ovoga cijelog pojavljivanja i bitisanja, evo, karijera koliko traje. Dakle, nikakva politizacija, nikakav pristup nečem drugog, nego čista emocija koja se veže manje više uz ljubavne tekstove i generacijski gledano oni koji te vole, tu si. I mislim da je što vrijeme više prolazi upravo radi tih generacija koje dolaze. Govorim u mom slučaju i što kaže Dragan, u mnogim i svjetskim i domaćim ovdje, da kažem, slučajevima je ta koja, gdje vidiš 3 generacije, da ne kažem više, je nešto što u stvari te čini sretnim jer je cijelu stvar vrijedilo raditi upravo zbog toga. Dakle, ovo što si umjesto da se baviš, završio s fakultet, pa nešto sad radiš drugi neki posao u životu. Kad vidiš na tim koncertima tu lijepu energiju i različite ljude, onda je to stvarno vrijedilo raditi uz taj Božji dar neki i ta sudbina, to je nešto što je to ostaje. Квалитетот на музиката порано и сега. Мислите ли дека има големи разлики? Сега се произведуваат ли повеќе песни ili se proizveduvaат по-големи звезди? Možemo reći da 60. 70. čak i 50. sa tim swingom koji je prešao možda kroz neki blues i tako dalje u taj rock and roll ili već kako bi sad to analizirali. U komercijalnom smislu prodaji ploče i diskografiji kao jačini jednog muzičkog posla, diskografija koju je bila u svojem najvećem naponu, govorimo o vinilu, kasetama i do CD-a i CD-u, je bila sadržajnija i muzički delotvornija. Govorimo o popularnoj muzici, ne ulazimo u klasiku. O popularnoj muzici. Ono što je danas karakteristika je ta tehnologija koja je neminovna. Ona je neminovna informacija, ona je neminovna, ne možemo bez telefona 5 minuta. Ta tehnologija i savremen zvuk se proširio na popularnu muziku, ali na uštrb kvaliteta sigurno delimično jeste, jer je sam tekst i muzika na jedan način malo zapostavljena u odnosu na samu tehnologiju, da sad ne govorimo o stilu. Ali ja kažem baš, i bez obzira na utjecaj tehnologije i možda na neku prednost u odnosu na golu melodiju, goli tekst ili goli pop ili rock and roll ili gitaru kao personifikaciju popularne muzike u odnosu danas na elektroniku, dobra strana današnjeg vremena je što svaki segment još uvijek, vi kad imate top listu sad MTV-a, možete i pogledati, evo sada uključimo bilo koju, vi na top listi imate 6 elektronskih pjesama, ali imate i 4, imate, ne znam, 4 pjesme koje su iz drugog opusa, iz drugih stilova. Imate single sad Lady Gaga sa ovim našim, gdje imate jedan potpuno pop koji je različit, imate, ne znam, jednu baladu koju pjeva neko. Dakle, imate Ed Sheeran koji pjeva neku potpuno istu treću baladu na 3/4. Dakle, na top listi u današnje vrijeme možete naći, ima prostora za sve vrste i sve pravce. To sam htio reći, ali je dominantan ovaj tehnološki utjecaj koji je posljedica tehnologije. Jel? Dobro, јас имам чувство за вас двајца прашање за гостите наши од Македонија што се тука. Имам чувство дека македонската музика некако се загуби во последниве 15 на 20 години. Може би сум лаик и не го пратам доволно добро тој сегмент, но чувство е чувство, тоа ретко лаже. Не произведуваме веќе ниту пејачи, ниту песни, како што знаевме пред 20 на години.
и пред тоа. Дали сум во право или и зошто, ако може тоа постручно да ми го објасните, Драган па Вера? Ја мислам дека македонската музика се загуби не во преводот, туку во транзицијата. Кога во 90-тите години, на самиот почеток, пред остановувањето, ние бевме една од поранешните југословенски републики кои имаше најмал број на винилни производи. Значи, најмал број на дискографски остварувања, кои не е битно дали екзистирале низ Југославија, туку и дома, овде во Македонија. Сите велеат дека тоа системот е виновен, југословенски, што ние некој не поттирал, па не сме имале доволно остварувања дискографски. Што не е вистина. Сите републики имаат своји дискографски куќи, која е поуспешна, која е помалку. Ние во борбата за, веројатно, фотелја, зашто сум бил и сведок на некој начин, оној кој треба да води дискографската куќа, ние го изгубивме таа можност да оставаме за себе запис. Единствениот запис го имаше Македонската радиотелевизија. И тој беше нејзин собственик, иако е тоа собственост на народот. Значи, народот не можел да дојде до песната која слуша на радио. Како да ја купи? Кога не постои издание дискографско. Значи, он не можел да ја купи во тоа време. Но и покрај тоа постоеле и звезди кои ги создавала песната. Кога дошло 91-во, осамостојување, ние наеднаш добивме можност да снимиме колку сакаме. Добивме можност да правиме дискови. Добивме можност дури и винилите, првите ги направи Ластовица, ги направива во Загреб, иако земјата веќе се расформираше. Значи, наеднаш добивме целата слобода која имавме претходно. Немаше веќе некаква дисциплина. Наеднаш, сите оние кои беа авторитети со појавувањето на интернет, социјалните мрежи, веќе нема рецензии, нема песната нови вреди, ама е кажал човек кој за себе има бекграунд. Но сепак се родија звезди и пеачи кои што го одбележаа тој период. Мислам, еден Тоше Проески, една Каролина Гочева, но не подоцна. И ги набројуваме на прсти во секој случај. Знаеш што, ако сакаш да направиш звездено небо, мораш прво да создадеш звезди. Звездите мораш да ги создадеш. Мораш на публиката да ги посочиш 100, па таа да си ги одбере своите, а не сам да ги наметиш. Е така. Tako, slažem se, ali mislim da je uticaj makedonskog saunda, muzike generalno, pogotovo gledajući sad cijelu makedonski opus, pretežno narodnu muziku. Ta narodna muzika je svojim ljepotom i svojim kvalitetom toliko u svim bivšim republikama, bivše države, odnosno državama, toliki uticaj imala da je to nešto što je frapantno kad vi dođete u kafanu ili u restoran ili na radio kad otvorite. To je bilo, recimo, nešto što je, bez obzira na pomanjkanje diskografije i diskografske kuće u Makedoniji, bilo fenomenalno zastupljeno. Što se tiče rock'n'rolla i toga, mi ne možemo... Zagrebački diskografski kuće ih izdavali makedonskite narodni pesmi. Apsolutno, apsolutno. Dobro, mi ne možemo reći da Vlatko Stefanovski i Lebi Sol nije napravio mrak, pomračio sve i danas i uvijek. Dakle, imao si zavisno od kvaliteta. Kad se pojavi jedan Vlatko prvi put na Opatiji, zamrači cijelu Jugoslaviju koliko je to dobro. Ili ne znam nešto. Sad pomanjkanje, ovo što je Dragan rekao, diskografski je vrlo bitno. Nedostatak diskografske kuće je u stvari učinio i neažurnost, recimo i Republičke gradske vlade u Skopju i toga. To je isti slučaj bio s diskotonom, to Dragan zna. Mi smo u Sarajevu gledajući, nismo imali diskografsku kuću. Sva raja koje su snimali, dali pop rock, ti znaš koliko je grupa iz Sarajeva pjevača, narodnih, zabavnih, ovog onog, prošlo, svi su očili u Jugoton ili PGP RTS u to vrijeme i ljudi su snimali, onda 85. godine je napravljen diskoton, onda smo se ja i Bregović vratili, ne znam, Kemo Monteno, čak i mnogi, ne znam, Vesna Zmijanac snimao, svi smo, ne znam, narodnjaci. I on je povukao dio tih ljudi iz te... Hoću da kažem, to je inicijativa koja je trebala da se napravi ili nije, to sad ne možemo o tome govoriti, ali kažem, jeste to uticalo i na ovo što ste vi postavili kao pitanje, taj jedan opšti input ili impuls, jel, taj makedonske popularne muzike, govorimo i o rock'n'rollu i o nekom mainstream popu. I naravno, postoji taj uvijek Skopski festival koji je dobar, postoji kasnije Ohridu festival koji je dobar i tako dalje. Jeste, ali on nije možda diskografski proizveden ovo što je Dragan rekao, jer nije bio neko ko bi to, kao što je recimo u Hrvatskoj ste imali Splitski festival koji je fantastično ispraćen u komercijalnom smislu od strane Jugotona. Sve je do produkcija. Ili ne znam, tako da je tu možda bilo pomanjkanje. До историографијата, значи настаното кој е до Сплитски фестивал, тој бил одбележан
со носеш на звук, кој ќе трае со години, без оглед дали подоцна Илакше и радио станица onda, jeste. А ние тоа го немавме. Ние тоа го немав. Здравко Чолич пеел на македонски, пееше на македонски. Jeste, pa imao sam sa gornjim grupom Moj bol Branđolicino i onda kasnije na festivalu u početku karijere isto sam pjevao Branđu jednu pjesmu koju sad smo tražili godinama. Pa sreća moja što smo mi to snimali u Ljubljani, jer je mene radio televizija nas poslala Skoplje u Ljubljanu da snimamo. Pa smo mi dobili iz Ljubljane. Ovo je znači sve što Dragan kaže velika istina, nije tu niko sačuvao u Skoplju i kasnije nismo mogli dobiti arhivski snimak iz Skopsko radio televizije. И бело дугме. Исто пее на македонски на фестивал каде што Желјко Бебек текстот го чита од рака, но не постои дискографски запис. Постои на лента која времето ќе се уништи и заврши. Влева дугме во студио македонска продукција, значи нашето чувено едно студио. Сите чекаат на врата да ги видат дугме и звукот. Зборот ми беше 84 година, кога се појавив јас со Видео Метроном, емисија која третира македонска, југословенска музика, светска музика, топ листа. Значи, радио телевизија Скопје се појавува на југословенска телевизија еднаш месечно со термин од 55 минути, третира се. Нашите изведувачи од Србија, изведувачи од Босна, Херцеговина, изведувачи Словенија, whatever. И странските топлисти, што е актуелно таму. Се појавува хит месеца, Дуца Марковиќ, се појавува студио Стереовизија од Загреб. Значи, ние бевме едно. Се појавува Мизар, Лисица, ги грабна така, ќе се издава албум. Словенија граба наш бенд. Доаѓаат бендови кои што се третирани фантастично. Имаше страшен медиум, имаш подкрепено печатен медиум. Дали ви текнува на сите што беше екран? Екран го третира секое движење, секое придвижување, секој квалитет на македонската сцена на југословенска. Да, денеска секој човек е свој медиум сам за себе. Мислам, тоа може да го значи, еден Архангел, еден Лепсо, имате Facebook, имате социјални еден Кирил мрежи. Џајковски, еден Бастион, мојот бенд Психо, кој што снимаше и албум за Југо Диск, за жал не испадна заради ред ситуации. Сите тие имиња остана и до ден денес секој знае. Јас сум правила интервјуа со сите можни југословенски бендови во моето студио. Добро. Благодарам. Да, за тоа го немаме медиум, со тоа сакам да заокружам. Немаме сцена, немаме медиум каде што можеме да ги представиме нашите квалитетни изведувачи. Дали е тоа рок-н-рол, дали е тоа поп, дали е тоа фестивал. Danas je to prepušteno menadžmentu samog određenog izvođača. Imaš samo YouTube, pregledi i ide instant. Dobro, sad je tehnološki to i možda i šansa na neki način. I je, da se zarava. U odnosu na ono što je nekad bilo, tačno. Da. Реклами, јас веќе ги најавив, не знам дали отидо. Добро, повторно во студиото на ТВ24 со Здравко Чолич Виренковиќ и Драган Б. Костич разговараме на повеќе теми поврзани со музиката. Тука е време за нашите фанови во студиото или публиката во студиото, која што, знаејќи дека ќе ја снимаме оваа емисија со Здравко Чолич, изразија желба да бидат тука присутни, па ве молам со вашите прашања, повелете. Јас сум Јованка Гроздановска, иначе голем фан на Здравко Чолич, уште од дете, многу мало од градинка, така да повеќето и ги знам, мислам што ќе ми одговори, меѓутоа еве да го прашам, имаше 2 концерта во Скопје, сега трет, имаше 2 концерта во Ниш и кога концерт во Београд, пошто фановите сите прашуваат. Новиот албум уште не е промовиран во Beograd. U Beogradu, ja? Jeste, da. Pa to je vrlo teško, mislim, to je stvar organizacije. Nekad je to prije, nekad poslije. Očito sad, ne znam, neka jesen je u pitanju, tako da ćemo, gledajući to je tu nekakva regionalna, između ostalog, prema samoj organizaciji, tako eto, reći što se tiče Beograda, to je negdje otprilike jesen planirana, pa eto, vidjet ćemo. A za Nova godina kada? A Nova godina još je rano, ja obično to negdje onako, ako pjevam, onda to poslije ljeta odlučim. Za sada nemam neke, ima neki ponuda, ali to je, lijepo je pjevat Nove godine sad na trgovima. To je jako lijepo jer se veliki broj ljudi skupi i sad je to i moda neka. Tako da zadnjih godina gledajući mi tu svi to veći gradovi na neki način i turistički u tome učestvuju, a i to je postalo popularno na krajnjem slučaju, pa i eto, i to se sada dosta često radi, tako da je a što da ne u Skopje? Pa Skopje ima isto ponuda, naravno. Skopje je uvijek naš najljepši događaj, tako da o tom potom, mislim, to je stvar i organizaciji samog grada i vremena, ali uglavnom to je nešto što je vrlo zanimljivo, tako da evo
Ljudi vole dočeke na trgovima kad je pristojno vrijeme, kad nije previše hladno. Ali eto, Pa i kad jeste i kad i da je pada... hladno, zagrejet ćemo se malo. Dobro, vidjet ćemo. Dobro. Јас сум Васка Јанковска, иначе соработивме со Здравко во Солун. 80. Da, znam, Tako. mi smo i prijatelji, ja i ti, ja tebe volim. I Ne volim sjećam kako se. pjevaš i I- volim tvoju saradnju koju si imala sa Bregovićem. Да. Imali smo И jedan желим divan да вас Dragane питам nastup дали na мислите да Solunu. сараđujete još i dalje sa Bregovića? Samo Da, to. apsolutno, mi smo veliki prijatelji. Postoji taj zastoj u saradnji, ali svakako da namjeravamo da dalje sarađujemo, vjerovatno već na sljedećem Bilo bi projektu. super. Što je A naime, Vaska je pjevala kad je Goran Bregović imao cijeli program, taj dobio od Soluna, gdje je bio doček, to je doček 98. godine, 97. na 8. je Solun bio grad kulture Europe, pa je u sklopu toga bio jedan fantastičan balkanski, tako da kažem, program koji je napravio Goran Bregović. Vaska je pjevala jedan od lead vokala u grupi Bregovića, a mi smo bili kao ljudi iz regije koji smo učestvovali u određenim numerama. Bio je tu i Dalaras, ja i neki ljudi iz Rumunije, Bugarske, Srbije, Slovenije. Tako da je to jedan prelijep taj koncert koji je tada naveden. Moram reći, uz jedan veliki budžet, uz balet i uz fantastičnu cijeli taj dekor koji je tad bio, grad je to baš dobro proslavio i tu je Vaska pjevala impozantno. Благодарам. Повелете. Добар ден, јас сум Сузана Кржаловска. Сакам да ве прашам, ви се ближи роденденот, каде и како планирате да го поминете? Joj, rođendan, pa ono što smo stariji sve manje brinemo o rođendanima. Ali obilježim uvijek rođendan. Kao i u Skoplju prije 5 godina, obično dođem na rođendan 30. a 31. je bio koncert u velikoj hali ovdje. Tako da onda ništa, u karantinu budem. Za rođendana ga proslavimo dan poslije. Tako i ovaj put pjevam u Banja Luci 31. Slučajno, eto, tako se desilo gore na jednom velikom prostoru na Tvrđavi. A bit ću u karantinu za rođendan, pa ćemo ga prvog proslaviti. Šalim se, to je, obilježimo ga s prijateljima uvijek pomalo, tako da ne mora to biti toliko značajno. Ali na sam dan, eto, bude i tu nešto malo neki. Izradiš rođendan. Pa da. Ali kažemo ovako kao neka proslava, onda malo sačekamo dan, dva. Da. Добро, благодарам. Чолич, тука во Македонија се има чувство дека вие да направите и 5 концерти годинава, сите ќе бидат полни. Се чувствувате ли како можеби најголемат звезда од бившите југословенски простори во Скопје и во Македонија? Pa to bi Dragan mogu volio da odgovori na to pitanje. Ja volim ljude, volim Makedonce i mi se uvijek družimo i tu pripadam kao da sam rođen tu i toliko često dolazim, tako da je veliko zadovoljstvo doći pjevati publici koja te voli i traži i gdje postoji ta komunikacija, energije. Bez obzira koji je stil, svakakvi su neki stilovi prošli kroz moju karijeru, govorimo o toj nekom mainstreamu, popularnoj muzici. Ali eto, ta ljubav i prijateljstva koja su se napravila kroz to vrijeme je nešto što je neraskidivo i što je dobro, tako da eto, vjerovatno je ta energija koja među nama vlada nešto što je najbitnija, ne samo pjesma koja nas veže. Ali eto, zadovoljstvo je uvijek doći pjevati u Makedoniji. Imamo mi onih divnih nastupa na trgovima gdje tu se skupi dosta ljudi. To je onako bilo u zadnjih 10-15 godina dosta impozantno, ali i to sad neka moda. Tako da od toga pa do koncerata ovih koji su vezani je nešto što mene baš onako ushićuje i čini sretnim. Tako da evo, dok nam ide, ne treba pretjerivati ni u nastupima. Što se tiče ovog sad koncerta 15. juna na trgu, ja nisam bio 15. juni na stadionu velikom gradskom. Tako da to je na insistiranje organizatora. Ja sam prihvatio, imali smo 2 arene sada u Skopju, ali eto onda, pošto je tu koncert za Makedoniju za sve, kao i organizacija ta uz jeftin ulaz, onda sam ja pristao poslije izvjesnog onako razmišljanja da napravimo još jedan ljetni koncert koji je bio vezan. Ali ovo što ste me pitali, ljubav prema Makedoniji, koncerti, nisam siguran da je da li bi 5 i ovoliko moglo, ali ta ljubav i to što traje već od početaka moje karijere je nešto što
Ja sam ushićen zbog toga, ali kažem, eto, to je tako. Desi se, pa neko te voli manje, neko više, tako vam je u životu to sve. Ne? Да, се чини Јанковиќ дека македонската публика е гладна за звездите од бившите југословенски простори. Се уште. Да. Еве го Да, примерот. тоа е примерот. Значи, еве го примерот. Сакам да го искористам моментот. Луѓе кои разбраа дека вечерва имам честа да седнам до Здравко Чолич, ми рекоа, тоа е љубовта на моето детство и уште трае. Тоа се мои другарки возрастни. Ке те молам да пратиш енергија, една фотографија. Тоа е моментот. Значи, музиката не спојува во случајот. И не случајно една од дефинициите на музиката дека е храна на љубовта. Значи, храниме тоа. Тоа е априори број 1. Кога зборуваме за него, како гостин и човек кој има кариера која е навистина многу долга, дори ни самиот веројатно не може да се сети на собствените почетоци, кариера која ми се чини секогаш одела по некаква уорна патека, со оние мали прекини на војните во поранешна Југославија. Јас имав среќата да бидам блиску со него во различни приоди. Например, во време кога неделното попладне на македонска телевизија беше едно од најгледаните телевизиски програми кои јас имав шанса и среќа да ја водам и да не ретко тој како гостин доаѓа. Да ви кажам два примера. Еден пример е кога бевме во оној ресторан прекрасен веднаш до Тетово Алибаба Теќе. И требаше да снимаме неделно попладне. Една бројна екипа во тоа време македонска телевизија оде по 40 на луѓе снимаат една емисија. Влеговме на ручек после снимањето на неделното попладне во кој што беше и тој гостин. Имаше некоја свадба таму и организаторот тогашен Шиндо, кој тој изворено да се сеќа на него, велеше нема да има никаков проблем, ќе одиме по кривица, никој нема да забележи дека ќе влеземе внатре, бидејќи е голем простор, тоа е некоја бавча таму. Сите гледаат да го сокријат, некој да влеземе таму. Тој некаде почеток на 80 години и како не, беше доволно некој да забележи од она бројна публика на свадбата и да викне. Свадбата се претвори од невестата која го крена фрстенот, до младоженецот кој трчаше по неа, до салвети кои беа собирани по маси да се собере хартија да се потпише на нив, пропадна и нашиот ручек и свадбата, така да тоа е една од настаните. Но кога беше 92-та, трета, кажеме? Само да го прашам, се сеќава ли на ова на Чолич? Дали се сеќава? Da, sad mi je posjetio Dragan da imali smo dosta, ja i on, mi smo stari prijatelji i druženja, ali on se sjetio tog detalja. Не, јас сакам друг настан да му кажам. Дека тој можел слободно се движи низ Скопје 90 и некоја. Кажете, не знам, првата половина 90 години, кога не е баш упитно да се биде во Србија во тоа време, превирања, и во Југославија има превирања, војната е во тек. Он доаѓаше многу често во Скопје, многу често. Престојуваше овде во Скопје, во Македонија, особено во Скопје, и знам дека одевме да купуваме завеси за неговата мајка. Влеговме во една продавница во центар во Скопје. Значи, такво било времето од една таква еуфорија во еден таков ресторан, каде што сме биле, до никој не го забележува на улица. Дали се имале други преокупации во тоа време. И кога влеговме да купуваме завеси, кога го виде жената која продава, мислам дека се онесвести. Но тоа се други времења. Тој овде настапувал низ Македонија како популарен пејач од Југославија. И дојде повторно време кога тој веројатно и уште еден стадион може да наполни. Благодарам. Јас се надевам дека ќе ги задржите универзалните вредности на човештвото и на музиката. И за крај, очекувате ли дека Скопје секогаш ќе ве дочекува онака како што тоа се случува? Pa ja sam uvijek ovdje kao domaći, to sam rekao i mislim, očekujemo i na ovom satu, mislimo na ovaj koncert, jel, što na stadion radimo. Pa, ovi otvoreni koncerti su vrlo teški zato što vremenska situacija je najvažnija. Ako je vrijeme lijepo, odmah nekako ljudi i radije izađu i tako dalje. Ali mislim, ako nas vrijeme posluži da može biti lijepo večer, lijepi događaj. Tako da, evo, nikad ne volim da nešto prejudiciram stvari i da razmišljam šta će biti, ali volio bih da bude lijepo večer i da se eto nekako i to. Moj najbrojniji koncert u životu je ovdje na Ploštadu u Skoplju. Tu smo imali po procenama policije 120.000 ljudi. Ja sam pjevao na Marakani, to je bilo oko 100.000. Imali smo te trgove razne
stadione. Ali mislim da je tu po procjeni u Skopju najviše ljudi bilo na ploštadu, onda kad je gost isto bio Sugar Babes. Dakle, Zdravko Čolić i Sugar Babes. To jer smo bilo dobro. Tako da imali smo mi lijepih posvećenih tih nastupa, ali evo kažem, pjevao sam ja i 2 puta na stadionu u Skoplju, stari stadion, to isto bilo. Ali evo sad na novom stadionu je to malo veliki izazov. Pa dobro, koliko bude ljudi bude, ali bit će, ako kažem lijepo vrijeme i nekako izazove, bit će to vjerovatno lijepo večer. Dobro. Vi благодарам на сите што бевте вечерва гости во 24 отворено и благодарам и на публиката која што постави прашања за господинот Чолич. Пријатна вечер. Благодарам.